Драги слушателки, добре дојдевте на аудиопрограмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку оваа програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи и најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени сакани во Божите очи. Возрастна, пензионерка, стара. Сите овие зборови се користат за жена која е во подминати години. Иако бидеме искрени, ќе признаеме дека старењето воопшто не е забавно. Воопшто не е лесно да се соочиме со реалноста дека нашите лица, кои порано беа мазни, сега се покриени со брчки, а и дека косата почнува да ни побелува. Според некои неодомнашни истражувања, во Соединетите Американски држави, секоја жена во просек троши по $150 за средства кои има за цел да го подобрат нејзиниот изглед. Тоа е околу $1.800 годишно, или околу $100.000 низ целиот живот. Тоа се многу пари. Иако овие бројки не се исти во секоја држава од светот, сепак покажуваат дека жените трошат многу пари при обидот да го подобрат и одржат својот изглед, но вистината е дека без разлика на возраста, сите ние сакаме да го задржиме изгледот кој сме го имали кога сме биле млади. Како жени, ние имаме навистина тешко време да се соочиме со фактот дека старееме. Живееме во време на социјални медиуми, каде сликите се обработуваат со филтери. Брчките се кријат и слично. Ме плаши фактот дека старењето не може да се избегне, без разлика колку ние жените се трудиме да го сокриеме нашите години, кога тогаш ќе се покажат. Не знам дали сум подготвена за ова. Воопшто не ми се допаѓа старењето. Не знам некој кој жива во таа фаза од животот. Се плашам дека нема веќе да сум корисна или да изгледам добро. Ме плаши дека во староста ќе бидам осамена. Кој ќе се грижи за мене, кога јас нема да можам да се грижам за себе? Што ако децата ме напуштат и нема да имам никој околу себе? Time again, you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Драга пријателке, добрата вест во која сакам да ја споделам со тебе денес е дека, иако старењето за нас жените некогаш изгледа како страшен процес и нормално е дека така да се чувствуваш во однос на тоа, сепак не мора да биде така. Бог е секогаш со нас, од нашето раѓање па се до денот кога ќе го напуштиме овој свет. Продолжи да ја слушаш ова епизода на Скапоцена и сакана, за да научиш како да се радуваш во секоја фаза од животот и како да го извлечеш најдоброто од ова добра во која се наоѓаш. И не заборавај,
Твоите години не се фактот кој те дефинира како личност. Дозволи му на Бог да действува во тебе и тој да те дефинира која си. Поема. Животните фази постојано се менуват. Еден ден си млада, а другиот зборуваш за младоста како дел од минатото. Во младоста имаме и сили многу да постигнеме, а во староста ја добиваме мудроста која на сите ни е потребна. Низ годините сватив дека, независно од мојата возраст, сепак Бог има одредена цел во мојот живот. Старењето не треба да ме загрижува. Бидејќи без разлика на моите години, во Бог секогаш имам потенцијал. Оние кои се надеват на Господ нема да се уморат. Нивната сила ќе се обновува како на она на орлите. Драга пријателки, добре дојде назад на програмата Скапоцена и сакана. Време е да размислуваме за староста и корисноста. Дали возрастните луѓе се бескорисни? Ајде да видиме. Ќе слушнеме различни мислења од неколку жени кои се скапоцени и сакани во Божите очи. Ќе видиме како размислуваат за старењето, што научиле низ годините и што ние можеме да научиме од нив. Здраво, драга слушателке, моето име е Лидија и имам 45 години. Живееме во култура во која луѓето ги обожуваат славните личности, а на социјалните медиуми голем број на жени изгледаат млади и совршени. Во таков контекст навистина е тешко да се чувствуваме задоволно со нашиот изглед. Луѓето околу нас ја ценат младоста и убавината и затоа кога почнуваме да старееме, можеби ќе се чувствуваме непосакувани и неважни. Иако нема ништо лошо во тоа, една жена да ја фарба својата коса или пак да се шминка за да изгледа поубаво. Сепак треба да се запрашаме дали најважното нешто во животот е да изгледаме младо или пак можеби најважните нешта во животот се малку подлабоки од тоа. Немам намера да се споредувам со помладите или пак да барам од нив да ми кажат која е мојата вредност. Наместо тоа сакам да се поврзувам со жени кои минале низ многу неволи во животот и преку тоа станале посилни. Се угледувам на оние жени кои пораснале во мудроста, кои работеле на изградбата на нивниот карактер и тоа им било поважно отколку како изгледаат. Јас сакам да станам како тие жени и денес сакам да те охрабрам и ти да се стремиш кон истото. Цени ги оние жени кои можат духовно и емотивно да го збогатуваат твојот живот. Јас сум Дина и имам 50 години. Никогаш се случува да се сретнам со некоја пријателка која не сум ја видела долги години.
и забележува дека е поубава од кога и било. Но не зборувам за изгледот на нејзината кожа или пак за формата на нејзиното тело. Постои убавина кој произлегува од животот, живеен со љубов, радост, мир, побожност, самоприфаќање и слично. Кога една жена живе на таков начин, таа станува се поубава и таа убавина е безценета и не може никој да ја одземе. Не заборавај дека твојата вредност не произлегува од возраста или изгледот, туку од Бог кој те сака таква каква што си, бидејќи си Негово создание. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Здраво, драга пријателке, дали некогаш си запознала стари намќористи луѓе? Воопшто не е интересно да се биде во нивното друштво, зарем не? Тие секогаш се жалат за нешто, но дали некогаш си се запрашала зошто луѓето стануваат такви? Станува збор за нешто што го нарекувам законот на постанувањето. Што е законот на постанувањето? Тоа значи дека какви што се луѓето денес, такви ќе останат и во иднина. Возрастните луѓе кои денес се намќористи биле такви кога биле помлади. Старите луѓе кои постојано негодуваат се такви уште од нивната младост. Овој принцип се однесува на секој квалитет или недостаток во карактерот на луѓето, освен ако не преземеме нешто, ние ќе останеме такви какви што сме. Кога луѓето ќе ги тргнат филтерите што ги користат на социјалните мрежи и маските што ги користат на крај, останува само нивниот карактер. Како што стареам, сваќам дека ние луѓето го живееме тоа што сме го сееле во минатото. Мудри се оние жени кои што во младоста размислуваат какви семиња сеат во животот. Но сакам да знаеш дека, независно од вашата возраст, се уште не е доцна да ги отстраните лошите и токсични корења во вашиот живот и да ги замените со добри семиња, за кога ќе дојде жетвата да имате плод кој ќе го прослави Бог. Повторно и посакувам добре дојде на Сара во нашата програма Скапоцена и сакана. Сара е професионален христијански советник и психолог и денес ќе споделам со нас неколку совети кои ќе ни помогнат да бидеме стрејкни, здрави додека старееме. Фала ти, Аида, што ме покани повторно на оваа програма и за можноста да продолжиме да разговараме за старењето, тема која е неминовна за секоја од нас. Во претходната епизода за старењето размислувавме за неколку начини на кои можеме да се грижиме за здравјето во оваа фаза од животот. Денес ќе зборувам за важноста на менталното здравје, кое ни помага да бидеме млади во духот и во срцето.
Среќата, доброто расположение и намалениот стрес се фактори кои ќе ви помогнат во оваа фаза од животот. Овој пат ќе размислуваме на прашањето кои се нештата што придонесуваат за подобрување на менталното и емотивното здравје. Прво, позитивното размислување е особено важно. Дали ти е чашата полупразна или полуполна, мисли позитивно за себе. Немој да се препишуваш негативни одлуки кои не би ги препишала на друга личност. Биди нежна и внимателна кон себе. Размислувај за нештата за кои си благодарна во животот и немој да забораваш на хуморот. Дај си слобода да се смееш, особено кога минуваш низ тешки периоди. Кога ќе научиш да се смееш и ќе научиш да живееш со помалку стрес и со повеќе среќа. Второ, минувај време со пријателките и блиски личности. Често одвојувај време за да бидеш заедно со семејството, децата, внуците и пријателите. Јави им се, излези надвор со нив, поминете си убаво. Значајните меѓусебни односи и силните социјални врски го подобруваат менталното и емотивното здравје. Исто така, доколку имаш можност за тоа, почни да одгледуваш некој милениче. Науката покажува дека миленичињата го намалуваат чувството на самотија и го подобруваат расположението. Трето, најди си некој хоби. Истражувањата покажуваат дека една личност учи нешто ново, тоа дава нова перспектива кон животот и го подобрува памтењето и целокупното здравје на мозокот. Покрај другото, учењето нови нешта предизвикува личноста да се чувствува одредена возбуда во животот, особено во постарите години. Исто така, пробај почесто да бидеш во природа, бидејќи тоа може да те освежи и исцели на многу различни начини. Научи некој нов јазик, почни да црташ, плетеш, научи да свириш некој музички инструмент, учи ги младите жени да готват и шијат, волонтирај, биди дел од некоја општествено одговорна иницијатива и слично. Четврто, радувај му се на животот секој ден. Не заборавај дека секој ден е важен. Немој да им се радуваш само на големите случувања во животот. Биди благодарна за животот и за тоа што се уште имаш можност да бидеш со најблиските. Некогаш ги занемаруваме малите нешта во животот, но иако се мали, сепак не значи дека се беззначајни. Затоа мојот совет ти е секој ден да одредуваш време за да ги препознаеш и да заблагодаруваш за малите нешта во животот. Во Псалми 9.1 пишува: Те прославувам Тебе, Господи, со сето срце свое, ги раскажувам сите чудеса Твои. Во Изреки 15.13 се вели: Веселото срце го прави лицето весело, а при тажно срце и лицето е натажено. Практикувањето благодарност ќе ви помогне да изгледате среќни и помлади. Ти благодарам, Сара, за овие совети за како да го подобриме менталното здравје и да уживаме во подоцнечните години од животот. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet.
Драга сестро, би сакала да споделам со тебе нешто лично. Сега имам 63 години, но кога имав 45 години почнав сериозно да размислувам за старост. Мојот син кој беше тинејџер почина како резултат на сообраќајна несреќа. Самата помисла дека ќе остарам со скршено срце навистина ме плашеше. Но дојде моментот кога сватив дека мора да одлучам во иднина дали ќе бидам стара и ограничена жена или ќе му ја предадам својата тага на Бог и ќе ја искусам неговата радост, се одлучив за втората опција. Сакам да ти кажам дека тајната на продуктивниот живот може да се најде само во Божиот збор. Во книгата Псалми, во Стариот Завет, Господ ни објаснува како да останеме корисни низ целиот живот, без разлика на нашите години. Слушнете што пишува во главата 92 стих од 12 до 15. Праведниот цути како палма, се издига како кедар ливански, тие се засадени во домот Господов, ќе цутат во дворовите на нашиот Бог. Тие и во староста ќе бидат плодни, сочни и полни со свежина, за да вознесуваат дека е праведен Господ, мојата карпа во која нема неправедност. Како што можеш да видиш, Библијата пишува позитивни нешта за староста. Староста не е грешка во Божиот дизајн. Тој има испланирано така да биде добата од животот во која ќе живееме. Време во кое ќе придобиваме мудрост и искуство кои произлегуваат од заедништвото со него. Во стих 14 пишува: тие и во староста ќе бидат плодни, сочни и полни со свежина. Ако мислиш дека е предоцна да бидеш продуктивен, се лажи себе си. Наместо да се мериш според стандардите на светот, размисли за тоа како Бог ги опишува праведните луѓе во Псалам 92. Каков духовен плод сакаш Господ да произведе во твојот живот? Љубов, радост, мир, трпение, добрина, кротост, самоконтрола. Барај го Него и Неговата војля и ќе видиш дека заедно со Него во ова доба ќе можеш да живееш прекрасен христијански живот. Драга пријателке, сакам да те охрабрам. На староста да гледаш како на благослов, а не како на проклетство. Како на време во кое можеш да го спознаеш Господ, време е на раст, време е во кој можеш да уживаш во Божјата добрина и имаш прилика да ги учиш помладите. Псалам 92 е добра вест за сите оние кои се во последната фаза од животот или наскоро ќе влезат во неа. Навистина е прекрасно тоа што не мораме да престанеме да бидеме плодоносни, само зашто нашата коса побелува или зашто нашите тела не се силни како порано. Ако живееме онака како што Бог сака, како да се надеваме на Неговата сила и благодат, нашите животи ќе имат смисла и цел. Through the ages, God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Ти си мојата скапоцена и сакана керка, и уште пред создавањето на светот, јас те избрав.
Ти си мојата сакана принцеза, без разлика на твојата возраст или квалитети. Колку повеќе живееш, толку повеќе ќе сватиш дека само со мене можеш да оставиш вистински траг во овој живот. Те познавам и ги знам твоите потреби и желби. Свесен сум за твоите болки и разочарувања кои се резултат на твоето старење. Никогаш немој да заборавиш дека сум тука за тебе. Кога имаш потреба од близок пријател, ќе го слушнеш мојот чепот. Јас сум тука. Кога ќе ти треба утеха, ќе те повикам и ќе ти речам: дојди кај мене. Немој да дозволиш твоите стравови да ти го одземат вниманието, но секогаш нека ти биде насочено кон мене. Наскоро ќе се сретнеме лице в лице како татко и ќерка, и ти ќе го доживееш прекрасното место кое го имам подготвено за тебе во рајот. До тогаш размислувај за тој момент и секој дневно чекори по мојот пат. Кога сатаната ќе те нападне и ќе ти каже дека твојот живот е безнадежен и бесплоден, бори се против неговите лаги со тоа што ќе се сетиш на мојот добар план за твојот живот. План со кој сакам да ти дадам иднина и надеж. Небесен татко, ти благодарам за твојата безусловна љубов и верност кон мене. Господе, ти низ годините беше мој верен пријател во секое време. Ме водеше низ моето детство, беше со мене кога бев млада. Сега, кога се соочувам со староста и со последните години од мојот живот, ти благодарам што се уште си мој прекрасен спасител, кој ме сакаш толку многу што на крстот ја плати казната за гревовите, која ја заслужив. Никогаш нема да можам да те возвратам за тоа, Боже мој. Додека стареам, помогни ми да бидам свесна за нештата кои можам да ги правам за тебе, а не да мислам само на нештата кои веќе не можам да ги направам. Помогни ми да бидам инструмент преку која твојата љубов ќе се излева во животот на другите, било за млади или повозрасни. Дај ми сила секој ден да го живеам со благодарност и радост. Ти го предавам мојот живот во твоите грижеливи раце. Те молам во името на Исус. Амин. Драга пријателке, тука ќе ја завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни, заслужуваме смрт, но Исус Христос умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш некакви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш.